Што представува иницијативата, односно банката за храна? Банката за храна веќе 8 години е представува како и секако граѓанска организација која што сака да помогне во општеството, односно посебно на социјално загрозените или лицата во социјален ризик. Од самите почетоци е и придружна членка на Европската федерација на банки за храна. Тоа е огромно семејство од над 1300 банки за храна ширум Европа во 24-5 земји. И како организација се трудиме во периодов наназад да на некој начин створиме систем кој што на некој начин би наликувал на европскиот, но во македонски услови секако, и преку истиот да се помогне до социјално загрозените, односно лицата кои што се во социјоекономска неповолна ситуација. Од тој аспект, нашата улога во општеството е да ги лобираме пред бизнис заедницата, институциите, секако и јавноста, да на разни начини, во рамки на своите можности и согледувања, ни доделат храна, односно донираат, истата која што на транспарентен начин се регистрира во нашата организација, бидејќи имаме свое складиште, и истата се дистрибуира преку локални партнерни организации, кои што во моментов ги има над 15 во 11 градови во Македонија, и истата таа храна завршува до крајните корисници, односно лицата на кои што им треба. Најдобра слика за ситуацијата каква е на терен во Куманово, во Прилеп, во Струга, во Охрид, во Делчево, ги има токму тие локални партнерни организации, и ние немаме потреба да формираме локални бранши на банка за храна, него тие се еднакви, да сме еднакви во тој процес, бидејќи банката за храна само административно настапува во име и на организациите, но пред се на корисниците на кои што помош им е потребна. Можете да ни кажете неколку примери за кои од бизнис заедницата се вклучени? Во изминатиот период мора да споменам дека сме собрале и поделиле над 600 тони храна. Тоа е податок кој што можеме да го потврдиме врз база на листите на прием и на редистрибуција на истата. Мора да спомнам Envirom, компанијата која што ревносно веќе 6 години лебот и лиснатите производи, бидејќи се наоѓа нивната продажба се наоѓа во маркетите на Тинекс, ревносно веќе 6 години ни го доделува лебот и лисните производи од претходниот ден. Тоа значи дека секој ден над 300 корисници во Република Македонија, во 11 градови, имаат некаков си оброк, нормално во заедништво со партнер организациите. Бидејќи тие се тие кои што секој ден одат во Тинекс маркетите, го иземаат лебот и лисните производи и го делат на крајните корисници. Понатака бучен козет од Куманово, бидејќи ниеден производ или произведен од страна на било кој оператор со храна или дистрибутер, никогаш не е крајно дека сите производи се трошат. Значи, остануваат производи кои што се предмет на донација, пред се на хуман гест од страна на компаниите, и таа донација распределуваме, како што кажав, преку партнер организациите, до локалните до корисниците. На тој начин може да ги потенцираме и гранап маркетите кои што се вклучуваат во акција. Од вчера имаме конкретно и Кола.мк, тоа е најголемата дистрибутивна компанија во Македонија за меѓународни брендови. Можам да кажам дека навистина Кис Кочани, кои што ни донираат печурки, конзервирани пиперки и крставички. Бројни се компаниите, УК Комерц, мора да спомнам, бидејќи скоро ни донира огромна количина со месните производи, така да полека, но сигурно бројот на компании општествено одговорни во заедницата каде што творат и профитираат, се вклучуваат во поддршката и помошта на банката за храна, не на нас, него на крајните корисници, преку нас. Се спомнавте општествената одговорност, меѓутоа вие помагате на овој начин и на сите оние кои се социјално загрозени. Како можете да го поврзате социјалниот аспект со еколошкиот аспект? Многу е лесно, бидејќи лицата кои што се претежно сиромашни, а тие се тие кои што ги помагаме, се еколошки неедуцирани. Кога ние ќе им дадеме еден пакет кој што производи, тие произведат своји опаковки. Дел од производите или овош или зеленчук не се сите за употреба, нели? Остануваат. На некој начин му кажуваме тоа дека можеби преку компостирање може да произведат нус производ од отпадокот. Додека за оние кои што им делиме храна, им ги упатуваме на тоа дека во одредени моменти, малку и на шега, им кажуваме доколку него соберат ѓубрето од производите што им ги донираме, дека наредниот пат нема да им дадеме пакет. Малце се замислуваат сега што е тоа за нив,
Да, тоа е начинот како да се приде да се запази социолошкиот аспект на помошта на лицата и фамилиите, но од друга страна на некој начин им ја укажуваш потребата од грижа за околината во која што тие живеат, не живееме ние, значи ѓубрето е околу нив таму. На тој начин мислам дека и убеден сум во акцијата дека можеме да успееме до крајните корисници, бидејќи тие се, како што кажав, тие се неедуцирани. Да, едуцирани има, но претежно се неедуцирани, живеат во рурални делови или зафрлени делови, или па граѓани кои што од својата сиромаштина излегуваат од своите домови. С кои се препреки се соочувате во вашата работа? Пред се институционални, мора да кажам, бидејќи на нас за 7-8 години упорни бевме да се сретнеме со, да речеме, битни членови од институциите, односно луѓе кои што одлучуваат за одредени работи. Претежно банката за храна треба да биде наслонета апропо европските, да ги речеме, стандарди и мерки на Министерството за земјоделие, економија и труд и социјала, бидејќи труд и социјала сме тука и ние како корисници, но сепак тоа е еден триаголник кој што го викаме златен триаголник, кој што мора да разбере улогата на банкарството со храна. Ја не велам банката за храна. Банката за храна е само дел една организација. Банкарството со храна е посебен тип на систем, филозофија за пристап и помош на социјално загрозените семејства. Имавме голем отпор од страна на тогашните, да ги речеме, властодржци. Сега полека, да речеме, вратите се подотвараат, но се уште не доволно, бидејќи спомнавме и пред да го најавиме ова гостување кај вас, дека делот од проблемот кој што мора да се реши во Македонија, тоа се народните кујни, бидејќи истите опфаќа само 7% од вкупната популација на која што им е потребна помош. И ги има само околу 30-40 народни кујни, опфаќаат 3.500 до 4.000 корисници, што за бројката на социјално загрозени семејства кои што се приматели на социјална помош. Само на социјална помош се над 25.000 во Македонија. Само тоа укажува на фактот дека потребата од банкарство со храна да го реши прашањето на народните кујни, бидејќи ги има во овој тип на реализација само во Македонија, Србија и Албанија, повеќе од потребно да се на некој начин имплементира во Македонија. Бидејќи тоа не значи дека кон него му дадеме парче леп, дека треба да му го згазиме неговото достоинство. Сега, со честни исклучоци, најголемиот број на народни кујни со корисниците, храната ја превзема, топлиот оброк, наводно, така го викаме, го превземаат во несоодветни услови и го конзумираат во несоодветни услови. Обично тоа е околу самите места на поделба, седнуваат на тротоар, јадат од сканчињата кои што ќе им биде доделена храната и тоа е. Нашиот концепт и пристап и принцип е малце поинаков и дава сигурност дека достоинството на едно лице, на една фамилија секојаш ќе биде зачувано на нивото на кој што заслужува да биде.